На 6 февруари Сојузот на средношколци најави дека го прекинува бојкотот до 12 февруари. Како што е наведено во нивното соопштение, нивната поддршка ја уживале повеќе од 70 пратеници во законодавниот дом. Ова произлегува, како што велат, по нивните средби со пратениците во собранието. Во тој поглед, Генералното собрание на Сојузот одлучи привремено да прекине со бојкотирање на наставата од 6 до 12 февруари оваа година. Нашиот бојкот е последица на немање слух за нашите проблеми, укажувања, аргументи и конкретни предлози, се наведува во соопштението на Сојузот. Во интервју за МИА, лидерот Бленди Ходај најавил дека до крајот на февруари ќе следат состојбата и ќе почекаат одлуката на собранието. Доколку не се усвои, најави на протести со шатори пред МОН. Во меѓувреме, од Министерството за образование и наука пак досега неколку пати посочија дека не отстапуваат од актуелниот концепт за државна матура и дека законски измени не може да се прават во од, а новиот концепт на матура го најавуваат од наредната година. Ставот на МОН е дека има и законска обврска да овозможи полагање на државната матура, затоа што над 14.000 матуранти во законскиот рок, односно крајот на декември, веќе се пријавиле за државна матура и ги избрале предметите по кои ќе бидат тестирани.